Благодарам, подпредседателя. Почитувана македонска јавност, почитувани колеги. Во однос на прашањето кое што го поставив до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во однос на барателите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, беше во насока да се утврди фактичката состојба во која што се наоѓаат овие баратели. Имено, на прашањето кое што беше поставено од страна на Министерството, беше одговорено дека се направени 781 барател се контролирани, од кои 23 се за сточарско производство, а 758 контроли за растително производство, тоа за површини, од кои 753 контроли се со употреба на далечински методи, тоа контроли со сателитски снимки, 447 парцели со површини. Предмет на контролите со далечински методи направени се и дополнителни брзи теренски посети, контроли со физичко присуство на терен, но без присуство на барателите. И внимавајте, овие брзи теренски контроли се направени по известувањето од Министерството во текот на месец декември за барања кои што се поднесени за остварување на ова право, а истите се однесуваат на 2020 година. Истите вршат контрола на терен без присуство на самите баратели во декември месец, кога на залез е третата реколта, односно третиот турнус на производство на самите производители. И внимавајте, како истите со авионско снимање ќе утврдат што има засејано во самите пластеници. Доаѓаат во декември без присуство на странките да утврдат што има засејано. Меѓутоа, истите не ги известуваат, записниците им ги доставуваат во текот на месец мај 2021, на кое што самите баратели имаат право на забелешка на самиот записник. Како луѓето кои што поднеле, односно барателите, ќе им докажат на институциите што имале засејано во март 2020 година, кога ова е веќе пета реколта која што самите ја произведуваат на иста единица површина. Односно, никаде во уредбите и во законските решенија не е утврдено која реколта истиот ќе ја пријави. Има право да пријави еднаш, а која ќе ја пријави, тоа е негово право. Меѓутоа, во месец јуни 2021 година, по препорака дали на градоначалници од страна на СДС, дали од пратеници, дали од раководители на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што ќе се појават како гаранти и жиранти на одредени луѓе, се менуваат записници со тоа што потврдуваат дека во 2020 година во месец март биле засејани со одредена култура која што не им одговара на нивните луѓе кои што ги доставиле овие записници. Затоа од овде сакам да потенцирам: манипулирате со граѓаните и барателите. Да, треба да се контролираат барањата, меѓутоа ова е селективно манипулирање со самите баратели и нивно уценување во предизборниот период. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање. Го молам пратеникот Халил Снопчу да се произнесе